Во Кочани денес се протестираше за чист воздух. На улица излегоа повеќе жители кои живеат во непосредна близина на фабриката за хартија. Како проблем, тие го посочија оджакот на еден од погоните, од каде неколку месеци наназад се испуштал густ и задушлив чад. Тоа се маат да ложат со други таква средства, со принко ложеа немаше ништо од ово. А сега некои штофрици донеле од не знам од кај се ги нашкај од сончугледово такова отпад. И тоа смрди, чури, не се трпи овде околу. Колку близко сте вие? Туку зградите. На Сабали да излезеш, ово е не можеш да видиш ни фабрика, ни планина. Не се гледа ништо. Тоа е страшно. Овдешните жители се категорични дека не бараат затварање на фабриката, туку заштита на животната средина и на собственото здравје. Секаде се треба да работи, ама одговорноста кон животна средина мислам дека треба да е на секој. Највеќе да се ладат да изленат дечиња да се играт тука по тие малку зеленило паркови што ги имаме, тие мора да ги прибираме да ги криеме. Многу научите люте, научите. Ние немаме ништо против газата или работниците, ама сакаме да се заштитиме ние, нашите деца и еколошки да биде чисто тука. Колку време е? Ово е можда 2 години така се работиме. Година има ли? Така ли? Не последно, значи конкретно, значи збореме кога почна, добро. 4-5 месеца. 4-5 месеца тука негде стоја. Има тие проблеми се јавуваат. Протестите овдешните жители ги најавија во петокот, а веќе денес чадот од оджакот го немаше, иако тој само до вчера бил присутен. Пропаднаа и обидите на протестантите да се сретнат со менаџментот, зашто сите вработени од денес биле на одмор. Ние сме тука, ние нема да стоиме тука џабе да гореме по сонцето, ама ако не се отклоне наредниот пат кога ќе почне да работи, ние пак ќе се собереме тука и ќе ја блокираме и фабрика и капија, секи блокираме. Да, шом така подмукло се игра, разбираш, до вчера работи, сега денеска испобегале, никој нема со кој да разговараме. Нареден пат кога се отвори ќе дојдеме со возила, со што ќе дојдеме. За проблемот со фабричкиот оджак, засегнатите жители помош побарале и од инспекторот за животна средина и од општината. Од инспекторатот информирале дека веќе се направени контроли во фабриката и ќе се постапува по констатираните состојби, пошто се очекува и повеќе информации за јавноста. Од општина Кочани пак неколку барања до компанијата Paper Mill да достави известување за промената на начинот на работење што влијае врз животната средина. Добиено е известување дека фабриката поседува интегрирана еколошка дозвола, а била направена промена во погонското гориво за добивање водена пареа, односно наместо природен метан, сега се користат дрвени пелети. Како општина упатуваме и барање до Министерството и до Државниот инспекторат за животна средина да се преземат соодветни контроли и мерки за да се отстранат негативните влијанија од промената на горивото во фабричката котларница. Информираат од општината.